Најново издание на регионалните вести. 26 годишен тетовец пронајден мртов во неговиот двор. Малолетно девојче од Доброште, скокајќи од возило кое се придвижило, се удрило во камен со главата пошто починало. Вчера околу 11 часот и 30 минути од Тетовската клиничка болница во полициската станица Тетово пријавено е дека на улица 176 во Тетово, во двор од куќа на бетонска подлога се наоѓа починато лице и дека најверојатно станува збор за самоубиство. На посоченото место веднаш се испратени полициски службеници и утврдено е дека починатиот е 26 годишен тетовец. Јавен обвинител, лекар по судска медицина и екипа од секторот за внатрешни работи Тетово извршиле увид и констатирале дека 26 годишниот тетовец е без знаци на живот, а по наредба на јавниот обвинител врз неговото безживотно тело ќе се врши обдукција, соопштуваат од ЦВР Тетово. Во билтенот на Министерството за внатрешни работи пак информација за починато малолетно девојче. Вчера во 23 часот во полициското оделение ТРЦ, 46 годишникот село Доброште пријавил дека истиот ден околу 15 часот, заедно со неговата малолетна ќерка со возило Михиндра, биле во атарот на село Доброште да собираат дрва. Во еден момент, додека неговата ќерка била во возилото, а пријавителот собирал дрва, возилото од непознати причини се отпуштило и тргнало надолу, а кога истото го забележала неговата ќерка, скокнала од самото возило при што удрила во камен и се здобила со повреди во пределот на главата. Тој го зел девојчето во раце и пеш тргнал кон село Доброште, со цел да ја однесе во болница и додека се движел, го сретнал соселенец кој со возило ги однел до селото. Кога пристигнале, забележале дека од здобиените повреди малолетното девојче починало и одлучиле да не ја носат во болница, туку ја однеле дома во нивната семејна куќа. Бидејќи пријавителот бил видно вознемирен, случајот веднаш не го пријавил во полиција. Телото на починатото дете од страна на семејството со асистенција на полициски службеници е предадено во судска медицина за обдукција, информираат од МВР. Вчера во Полошко полицијата ги контролирала возилата кои вршат јавен превоз на патници. Целта е откривање и отстранување од сообраќај на технички неисправните возила. На поширокото Полошко подрачје вчера предпладне спроведена е неколку часовна акцијска контрола на техничката исправност на возилата кои вршат јавен превоз на патници, пред се автобуси и комбиња. Со тетовската акција вкупно биле опфатени 60 возила, од кои 44 се упатени на вонреден технички преглед. Од нив кај 16 е констатирана неисправност на уредите за управување. За санкционирање на овие и другите прекршоци изготвени се 22 прекршочни платни налози, додека 4 автобуси веднаш се исклучени од сообраќај, а 4 возила не се јавиле на преглед. Во Гостивар пак откриени се 7 возила со неисправни сопирачки, од вкупно контролираните 42, од кои 28 биле упатени на вонреден технички преглед. Нивната неисправност, како и другите прекршоци, управување без возачка дозвола, истечена регистрација, претовар и слично, откриени во акцијата, заокружени се со 17 платни налози. Целта на акцијската контрола е откривање и отстранување од сообраќај на технички неисправните возила и особено на оние кои секојдневно превезуваат ученици од и кон околните тетовски и гостиварски села, велат од ЦВР Тетово. Дел од експертската јавност и граѓаните се сомневаат дека новиот мост на река Пена, кој е во фаза на финална изградба, кај старото медицинско училиште, не се гради стручно. Од општина Тетово велат дека овој градежен зафат ги исполнува сите стандарди за градба. Новиот мост на река Пена во Тетово, чија изградба е при крај, отвори сомнешка јавноста дека не е стручно изведен. Мостот е многу ниско поставен и при врнежи од дожд како пред неколку дена. Нивото на водата се издигна до самата градба. Граѓаните стравуваат дека при поголеми поројни дождови може да настане изливање на реката и поплави. Мислим да е низак. Требаше мало по-висок. Многу е низок, не мало. Многу е низок. Така се изведа, па што знам. Може тоа да предизвика според вас? Поплава, што друго? Низок е, што ќе му преш.
Од секторот за сообраќај и патишта при општина Тетово смируваат, велат дека под мостот може да помина доволно количини на вода во случај на дождови, откако претходно ќе се вдлабне, а потоа и постојано чисти коритото на реката поти во близина на мостот. Ќе се почне со чистењето на коритото, кое чистење ќе овозможи значи водата што е испод мостот околу 1 метар или 1,5 метар длабочина, значи да помине и ќе се види дека има стандардно растојание мостот. Експертите велат дека прифаќањето на поголемите количини на вода кои треба да поминат под мостот не се решава со вдлабнување и чистење на коритото. Евентуалните ризици од поплави треба да бидат предвидени со самиот проект на мостот, рече универзитетскиот професор Вунет Палоши. И они мислат дека можат да ги поправат овие работи со вдлабнување на коритото, што е невозможно, затоа што коритото на реката Пенас има свое корито со своја нивелета и секоја година она го задржува тоа ниво на коритото. Не може да го поправите, да го спуштите подоле со никаква метода. Тој советува државните инспекцијски служби да ја проверат изведбата на мостот и да дадат понатамошни препораки. Поради ниско поставениот мост на булеварот Индустријска во 2015 година водата од река Пенас излеа во долниот дел на Тетово и предизвика огромна материјална штета. Со цел подобро разбирање и обезбедување соодветни методи за помош на аутистичните деца, во Гостивар беше организирана обука наменета за родителите и за наставниците и воспитувачите. Стручни лица од Албанија денес во Гостивар ги пренесуваа своите искуства и знаења од областа на аутизмот на родители на деца кои страдаат од ова невролошко нарушување и на вработени во училиштата и градинките. Обуката беше организирана на иницијатива на Сдруженијето на лица со посебни потреби Порака од Дебар со поддршка на Гостиварската локална самоуправа. Представници од град Елбасан, соседна Албанија, се присутни денеска. Тие работат во Фондацијата за аутизам преку господјата Алири Бериша од господинот Сали Бериша, кои тие сакале да бидат со поканата од градоначалникот, тие беа спремни да доаѓат и така помагат ова категорија граѓани, што се лица со посебни потреби и со проблеми на аутизам. Значи денеска ќе биде презентација на дел од проблемите од што е аутизам, кои се фактите за аутизам, прашања ако имат поставени од самите родители и ние ќе бидеме секогаш присутни во Гостивар за покана од градоначалникот. Пред присутните се обрати и градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари, кој потенцираше дека обуката е од голема корист за родителите и наставниците. Проблемот со аутизмот станува се повидлив и ваквите настани овозможуваат да се воведат нови практики кои ќе им помогнат на аутистичните деца, рече тој. Во предавањата и преносот на искуства беа вклучени дефектолози, психолози и физиотерапевти од Албанија, кои работат со оваа категорија на деца во својата земја. Утре ќе се одржи етновешта жена 2017 година за Тетово. Традиционалната манифестација етновешта жена за Тетово ќе се одржи во среда на 22 ноември со почеток во 18 часот во ресторанот Принц. И овој пат ќе се избира највештата жена за оваа година за изработка на традиционални јадења со етномотиви за реонот на Тетово. Манифестацијата ќе ја води Ирена Спировска, а за музиката е задолжена групата Джубокси. Медиумски спонзори се радио и телевизија КИС Тетово. На својата прва посета на Белград, премиерот Зоран Заев изјави дека Македонија и Србија имаат партнерски односи и дека Србија е соседот со кој македонските граѓани сакаат да имаат најблиски односи. Двете влади се договориле да одржат заедничка седница кон крајот на февруари следната година. Односите меѓу Македонија и Србија се партнерски и добрососедски, а евроинтеграциите се надворешно политички приоритет и на двете земји, изјави македонскиот премиер Зоран Заев по средбата со неговата српска колешка Ана Брнабиќ во Белград.
На пленарните разговори двете делегации разговарале за интензивирање на некои од заедничките постоечки проекти, како и за соработката на проектите на Коридорот 10. Премиерот Заев истакна дека се уште има простор за продлабочување на економската соработка, особено во делот на инвестициите. Република Македонија и Република Србија имаат партнерски односи со високо ниво на заемна доверба, разбирање и добрососедство. Во нашите меѓусебни односи има многу прашања и теми што не поврзуваат. Како во изминатиот период, така и денес, евроинтеграциите се надворешно политички приоритети на нашите две земји. Во однос на ова прашање имаме и билатерална спогодба за заедничка соработка. Preliminarno smo se dogovorili danas da imamo zajedničku sednicu dve vlade. Прелиминарно се договоривме двете влади да имаат заедничка седница на крајот на месец февруари или почетокот на месец март во 2018 година, за да се разговара околу конкретни проекти. Унапредувањето на односите меѓу двете земји е од особен интерес за Република Србија, со оглед на фактот дека двете земји делат многу заеднички интереси, како што се евроинтеграциите, инфраструктурните проекти во рамки на Коридорот 10 и многу други. По дводневната посета на Скопје, еврокомесарот за проширување Јоханес Хан заминува, како што вели уверен дека сите клучни играчи во земјава се посветени на европската перспектива. Очекува позитивна препорака од Европската унија во февруари, на почетокот на преговорите за членство. Имаме предложено 37,5 милиони евра за сите три сектори кои се врзани меѓусебно: едукација, вработување, и затоа уште еднаш ние вложуваме во подобрување на стандардот на луѓето кои живеат овде. Јас во земјава сум бил многу пати, за да се справиме со политичката криза, а сега сум повеќе од среќен што го нема алармот на итност и можеме да се сконцентрираме на иднината. Председателот на Собранието Талат Џафери за сабота 25 ноември ја закажа седницата на која треба да биде именуван нов јавен обвинител на Република Македонија. Владата на 7 ноември му предложи на Собранието за јавен обвинител на Република Македонија да биде именуван Љубомир Јовески, член на Советот на јавни обвинители. Карате клубот Љуботен од Тетово од интернационален карате турнир во Лесковац, Србија, се врати со 1 златна, 8 сребрени и 8 бронзени медали. На турнирот учествуваа 47 клуба од балканските држави. Со 1 златна, 8 сребрени и 8 бронзени медали се вратија каратистите на карате клубот Љуботен од Тетово од интернационален карате турнир во Лесковац, Србија. На турнирот учествуваа 47 клубови од Бугарија, Македонија, Црна Гора и домаќинот Србија. Карате клубот Љуботен настапи на меѓународен карате турнир Лесковац и учествуваа екипи од балканските држави. Карате клубот Љуботен освои 1 златна, 8 сребрени и 8 бронзени медали. Јас се гордеам со тоа, им честитам на сите. Само можем да потенцирам 8 финалиња, како ни падна жребот, све со Бугарија. Значи, ќе зеднуваме уш некое злато, а мојот ученик Лука Бојовски, значи, направи најдобрите победи, 3 бугари ги победи, он ќе даде изјавата, додека малите првенци, што не се тука нова на снимање, ја им честитам, по прв пат влегува во борба, и пак поискусни деца со поќе време вежбање, а овие и пак им дадов шанса, јас сум благодарен на тоа. Следниот наш надпревар е на трофеј на Србија во Белград. Значи, патуваме со 5 надпреварувачи на трофеј на Србија, ја мислим ќе се закитиме со некоја медаля. Јас сум Лука Бојовски, имам 13 години. На меѓународниот турнир што се одржаше во Србија во Лесковац освоив 3 медали, 1 златна медала во борба и 2 сребрени медали во ката. Во мојата категорија беше голема конкуренцијата. Јас се наоѓав во 8 финалето. Во 8 финалето победив Бугар со 3:0. Потоа во 4 финалето исто така се сетнав со Бугар, него го победив со 9:0, а со разлика во полуфиналето
Пак со Бугар се сретав, ама него го победив со 10-0. Па така стигнав до финалето, за да се борам за златниот медал. Во финалето се сретнав со македонски репрезентативец, него го победив со 5-3 резултат. Тоа е голем успех за мене, 4 борби поред ги победив, освоив златниот медал. Исто така со карате се занимавам 5 години. Јас сум Марко Пандиловски, имам 10 години, со карате се занимавам 1 година, а во Лесковац, например, во ката тим зедов бронзена, во ката поединачно зедов сребрена. Јас сум многу задоволен, а во борба против еден бугарин изгубив. Јас сум Томас Костовски, имам 6,5 години, тренирам во карате клубот 2,5 години, се освоив една сребрена и една бронзена. Јас сум задоволен што еднаш победив, еднаш изгубив и така сум многу задоволен. На интернационалниот карате турнир Ипон Опен 2017 во Лесковац, Србија, кој се одржа во неделата, учествуваа 640 каратисти. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека не се уплашила од можноста за нови избори, наведувајќи дека нема да се повлече како лидер на партијата и како канцелар. Неуспехот на разговорите за нова владина коалиција ги зголемува изгледите за нови избори и фрла сомнеш врз нејзината иднина по 12 години на власт. Меѓу германските партии владее расположението за нови избори со цел да се надмине, како што оценуваат, најлошата политичка криза во земјата во изминативе неколку децении. Слободните демократи остануваат на ставот дека не постои доволна заедничка основа да влезат во владата. Социјалдемократите пак се заглавени во ветувањето по поразот на изборите да не се вратат во големата коалиција, предводена од Меркел, велејќи дека и тие не се плашат од нови избори. Крајно десничарската алтернатива за Германија поради неуспехот да формира влада отворено побара оставка од Меркел. Рускиот метеоролошки завод потврди дека имало екстремно висока концентрација на радиоактивен изотоп рутениум-106 во неколку делови на земјата кон крајот на септември годинава, јави новинската агенција Франс Прес. Со тоа се потврдуваат информациите од Европа во почетокот на овој месец дека облак со радиоактивен изотопен рутениум-106 лепдал над Европа во октомври и потекнувал или од југоисточниот дел на Урал во Русија или од Казахстан. Руската метеоролошка агенција не прецизира од каде потекнувал облакот. Рутениум-106 е продукт на делење на атомите во реактор и се користи за некои медицински третмани. Американските сили бомбардираа неколку фабрики за производство на дрога во Авганистан. Заедничката операција со афганистанските сили беше спроведена вчера вечерта во јужната провинција Хелманд, која освен што е центар за производство на дрога, исто така и најголемо упориште на талибанците во Авганистан. Канцеларијата на афганистанскиот председател објави дека во Хелманд биле уништени 8 фабрики за преработка на дрога. Кари Јусуф Ахмади, портпарол на талибанците, ги отфрли овие тврдења и вели дека не постојат никакви фабрики за дрога. Според Советот за безбедност на Обединетите нации, талибанците минатата година заработиле $400 милиони од дрога, што представува околу половина од вкупните приходи на бунтовниците. Авганистан оваа година произвел најмногу опиум во својата историја, околу 9000 тони, соопшти пред неколку дена Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал. Звуците откриени во Јужниот Атлантик не потекнуваат од исчезнатата аргентинска подморница со 44 члена на екипажот, објави вчера аргентинската морнарица. Подморницата Сан Хуан исчезна пред 5 дена, кога поради дефект се враќала во матичното пристаниште и во големата потрага по неја учествуваат бродови на 7 земји. Аргентински бродови вчера објавија дека на рутата на која исчезнала подморницата биле откриени
непрекинати звуци. Морнарицата соопшти дека звуците се од биолошко потекло и дека не станува збор за пораки со Морзеова азбука. Подморницата со која аргентинската морнарица последен пат била во контакт во среда има кислород за уште 7 дена. Потрагата ја отежнуваат брановите високи и до 8 метри и силните ветришта. Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од северозападен правец. Утринските температури се движеа од -3 до 0, а дневните од 3 до 10 степени. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од -1 до 3, а дневните од 7 до 14 степени. Ви благодариме на вниманието. Тука е крајот на вестите. Пријатно.